На 17 мај се одржа Идахот, настан против хомофобијата. А за оние што не знаат, хомофобија е кога луѓето судат за луѓе кои имаат поинаква љубов или поинаква сексуална ориентација. А нема ништо лошо во тоа. Николај ќе ни разјасни повеќе. На 17 мај се одбележа меѓународниот ден за борба против хомофобија, бифобија и трансфобија, едноставно наречен Ајдахот. Овој ден е важен, бидејќи пред 26 години, благодарение на Светската здравствена организација, хомосексуалноста престана да се третира како болест. Со тоа, светот почна да ги гледа сите како еднакви, со еднакви човекови права. Тоа значи дека воопшто не треба да постои дискриминација, насилство или говор на омраза, засновани на сексуалната ориентација или родов идентитет. Денот се одбележува во повеќе од 120 земји, меѓу кои е и Македонија. По тој повод, невладината организација Субверзивен фронт организираше настан на кој се разговараше за Ајдахот и за потребата на поддршка од државата за решавање на проблемите на ЛГБТИ лицата. Разговаравме со холандскиот амбасадор Ваутер Пломб, кој ни кажа како во Холандија се одбележува овој ден. Idaho is in the Netherlands every year celebrated, and it is every year more celebrated. There are parades, there are activities in classrooms, in schools, and it's a very important day to celebrate that everyone, every child, every adult should have the same rights, no matter where he or she comes from or no matter who or she one loves. На самиот крај од настанот, Антонио упати јавен повик до сите гледачи на Информа. Па јас би ги повикал гледачите на Информа да доколку сведочат случај на насилство, дискриминација, останат вид на вознемирување и малтретирање на младите ЛГБТ лица или доколку самите тие лица се жртви на таков вид на насилство, на вознемирување и малтретирање, слободно да ни се обратат со посета на веб страницата на Субверзивен фронт front.org.mk. Во 21 век, поточно 2016-та и целиот напредок на човештвото, зарем уште ли треба да се потсетуваме на секој 5 минути дека сме сите еднакви?